Прилично трапавите реакции околу минималната плата го досегнаа зенитот, откако беа обелодените сите партиски и политички сценарија. Не остана ништо друго освен во целост да биде разобличен синдикалниот протест со најневеројатната теорија. Да е најслучено тајмингот кој што избрал да биде во 17 часот кога ќе затемни, за да вака на камерите не може појасно да се видат лицата кои ќе бидат присутни таму. Изгледа надвор од думот тврдењето дека некоја структура се обидува да се крие зад организацијата и масовноста. Ако се има предвид дека ним за малку поради кворумот ќе им паднеше и Конгресот. Тие се толку аут што ниту по 3 години не знаат за што всушност гласале, како на пример за измените на кривичниот законник. Тоа беше, да речам, одлука која што не само што е лоша, дури и неразбирлива. Иако денеска ме прашате, исто не знам која беше целта во однос на носењето на тоа законско решение. Актуелните барем засега знаат, ако не се сигурни ги пременуваат нивните методи на потполно идентичен начин. Практично покажуваат дека ништо поразлично, како и досега, не треба да изгледа изборот на членови во судскиот совет. Оно што за мене е доста индикативно е да фактот што отскокнува со гласови многу пред вториот и третиот, да ме за мене укажува на политичко лобирање. Мене овој избор малку ме потсетува на изборот на Исламабази за шеф на ОЈО-ГОК, односно обвинителството за организиран криминал и корупција. Не е така само во правосудството, бидејќи дури министрот за администрација кој упорно зборува за некаков мерит систем. Јавно си кажува дека неговите сопартици не се соочуваат со проблемот и не се вршители на должноста, бидејќи на функциите се веќе избрани како најквалитетни и најконкурентни. Вие сте функционер на ЗНАП. Колку ВД директори има ЗНАП? А сега во моментов ниједен. Сите се на јавен отказ. Веќе именувани. Но тоа е небитно. Може се, ама не може и не смее да биде небитно. Оти ако му се забележува на синдикатот дека е изграден по наследна и фамилиарна линија, тогаш би требало да е нормално и оттаму да возвратат дека се во земјава се должи на тие семени конекции. Не знам кој го кажал тоа, но татин син го кажал. Сите знаеме преку вас медиумите на каков начин се зборуваше за некое раководство на некоја политичка партија. И на крајот, за една партиска керка, која требаше да спречува дискриминација, ама појавниот блам се повлече. Иако незините протежеа, до крај останаа да го бранат незиното елементарно објективно непознавање со субјективни аргументи. Од тоа што го слушнав вчера, господјата имала инцидент со еден од кандидатите и дошла тука нервозна. Ми кажа сега во јавната расправа. Нервозата може да го поремети размислувањето, ама не може да го поништи знаењето. Тоа со или без дискриминација, или го имаш, или не. Или си од партија.